чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајбот на реплей. Се молам ова да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со ки. Добар ден, очекувани гледачи на македонскиот народ. Твоето прво појавување на телевизија беше да се докажеш и да се пресметаш со Сергеј Варушлија. Јас се сеќавам дека бевте сензација. Значи јас имав 10 години, стварно ве гледав и јас. Сергеј посебно премногу го сакав тогаш. Прво, од каде храброста и дрскоста да направиш нешто такво и дали тоа ти помогна или одмогна понатаму во кариерата? Викаат храброст се мери на граница со лудост, така да не знам дали беше храброст, повеќе беше лудост. Во принцип бевме собрани неколку другари кај мене дома, вратени од Охрид од одмор. Значи уште бевме во некаква си лабава атмосфера и при тоа го видов Сергеј во Охрид и нели тоаш беше он хит. Реално стана сензација у јавноста и сите го коментира. И бевме собрани кај мене дома и немавме што да правиме, гледавме филмови лето, мислам дека 5 август. Ја што ќе правим, мај пуштате го Сергеј да видиме што ќе коментира девојки. Го пуштивме Сергеј, гледа една, втора, трета, пета емисија и тоа трае 2-3 сати. И Стефан му досади, и ја буквално дај викам да земам кошула, стај ми го столчето, викам јас ќе го коментирам него. На зезанција, буквално. Добро. Немав ја во моментот замисла дека тоа ќе биде нешто гледано од јавност, ја немав допирна точка со јавност, јас не знаев што е да отиде видео вирално, мислам, не сум се бавел со оваа работа. Седнав, среќа што еден од другариве снимаше лайв. На тој лайв на Инстаграм гледа 8 луѓе. А уште поголема среќа што мислам дека Марта или некој друг другар у моментот снима. Значи го имаме видеото, ако не снимала, пропаднало се и Стефан денеска кој знае што ќе работеше. И ние го завршуваме лајвот, значи 9-10 минути и сите тие 8 луѓе му пишуваат на другаров дали сте нормални, што правите, стајте го ова одма. И мене сите у собата, леле брат, ова ќе биде многу јако, да го ставиме. Ја не знам се што треба, окей, стајте го, буквално вака. И Дени Куртовиќ, што ми е другарот дете, го објавува на Facebook и во рокот 4 сати тоа биде има 100.000 гледаност. Мене почнува Инстаграмот, Фейсбукот, браво мајсторе, браво царе, ти си најболи, убаво му кажа. И поинтересниот дел е следниот ден, Сергеј прави емисија и ме коментира мене и Дени и на таа емисија ако си маж, бидејќи јас борам за некаква си машкост на тоа видео денес кога се гледав хаос. Ако си маж, дојди да се појавиш, сега да ми токаш во емисија. И сега замисли, дечко растено ново лисиче, фудбалер, сега ќе видиш кој сум ја. И ми сеава мајка ми вика, те молам, немој да ни ја бркаш фамилијата. Немој да одиш таму. Кузна што ќе те праша, лом ќе те направи. Кој бе нема да оди? Ја да не одам, ќе одам. И ние се појавуваме во телевизијата, јас и 5 другари влегуваме. Еве, ти се бавиш со оваа работа, замисли се на интервјуата и дојдам јас тука со 5 другари. Чудно е. Добро, и? И сам види, денес сум благодарен на Сергеј затоа што јас бев незрело дете кој што не знаеше што се случува. Значи ја добивам од еднашка некакво си внимание кој што не знам ниту да го контролирам, ниту па знам што е тоа внимание, ниту па што може да ми донесе мене животот. Се појавам на емисијата, поминува одлично, забавно, оние коментари браво брат, му кажа се менуваат во еј се шитна. Добро. Ама добро, како и да е забавна програма, ја и денеска не спетам дека ми било грешка и можеби ако не се случило така како што се случи, немаше да сум тука каде што сум. Завршува емисијата, мене ми се понуди тогаш работно место и ја почнувам со работа. Потоа телевизијата во која што работеше затвори, наместо ти да одиш во заборав, ти отвараш свој YouTube канал што е навистина потек за поздрав за 20 годишник. Која беше разликата помеѓу работење на телевизија и работење сам на YouTube? Огромна беше разликата. Прво и најбитно можев да бидам јас.
Јас искрен да бидам и во таа телевизија која што работев, потоа малку и во Алфа телевизија работев утринска. Не можеш да бидеш свој, не можеш да имаш своје јас, затоа што во телевизиите, што не само во телевизиите, тоа ти е како една голема фирма во која што има директор, па има поддиректорот, па ти си едно ново дете кое што тек треба да се докажува, некако тешко е да ти дадат шанса за да си ги докажеш своите идеи и да си ги исполниш своите цели, односно амбиции. Во првиот момент јас кога се појавив на YouTube, прво и најбитно почувствував слобода. И некако за креативец, кога ќе му дадеш да е слободен, тогаш исплива на површина неговиот квалитет. Од првиот момент, тоа што го правев Карпул Кароќе, кога ги викав, кога се снимавме, кога пеевме и се, тоа јас тоа го нудев да го правиме во претходната телевизија, меѓутоа нема слух тогаш да го правиме таму. И покрај тоа што го правев на YouTube, некако видов од публиката дека има интереси за поинакви работи, односно за повеќе работи. И тогаш го создадов и социјалниот експеримент Богат и сиромав. Тоа ми беше најгледано видео на почетокот. Ќе бидам искинат, ќе бидам прљав со кал, тогаш да видиме дали ќе ми дадат пари. Одам прво како облечен како богат, сам посредено и барам на луѓето 50 денари дали може да ми дадат, бидејќи сум го изгубил новчаникот и немам како да се вратам во Мрадино, а немам ни телефон. И од 10 минувачи случајни 9 ми даваат. Потоа се облакам како просјак да речеме. И од 10 минувачи 9 не ми даваат. И беше многу интересно и тоа видео помина фантастично. Потоа направив како да сум слеп, ми паднале 2000 денари, кажувам може да ми ги вратите тие 200 денари. Тоа ми беше некаков си новитет и некако едно по друго почна да ми се креира патот и убавината на социјалните мрежи и тогаш, па и сега е што самите социјални мрежи тебе ти креираат пат. Треба само да почнеш и тој му кажам на сите креатори кои што се нови или кои што сакаат да почнат, дека не треба да имаат конкретен план, дури да немаш план. Понекогаш само почни, па дури од грешките ќе можеш да учиш, така беше со мене, ден денес е така. Да. Знаеш да прифатиш критика и од грешките да научиш што е подобро. Океј. Значи на YouTube во моментов имаш 163.000 сабскрајбери. Имаш 53 милиони прегледи. Имаш добиено Silver Play Button од YouTube. Браво, ајде, да се похвалиме уште малце. Добро е да чуеш некој од бака, некој друг да каже, се сам си кажувам. Сите гледаат твојата моментална слика, а тоа е дека си многу успешен контент креатор на содржини, дека имаш свој YouTube канал, дека имаш толку голем успех. Колку беше тешко ден да се стигне до ова ниво? Види, за мене е тешко е релативна работа, бидејќи јас ова што го правам го сакам многу, мене ова ми е животот. И јас од прв ден го работам, не го почнав заради пари, не го почнав за да размислам колку ќе заработам. Јас го почнав ова затоа што ова сум јас. И јас уживав во креирање на содржина, дали е тоа музика, дали е тоа подкасти, дали е тоа Карпул Кароќе. Едноставно уживале се тоа скечови, реклами, соработки со компании. Јас сум тоа. Тешко е многу од аспект на тоа што ние живееме во една песимистичка околина. И тука, поготово за млад човек пред 7-8 години, кога започнав во таа телевизија, такви луѓе, шоу-бизнес луѓе, обкружувањето беше малку поинакво од тоа кое што јас сум растен, многу имаше предрасуди. Добро. Од тој аспект, како почна се ова да расте, уште поголеми предрасуди, уште поголеми лаги и едноставно можеби тоа е работата која што ја прави потешка. А тешка од аспект на креација не ми било, не ми е. Некогаш може да сгрешиш, тоа грешки нема, можеби некој проект помалку ќе ти помине, некој проект повеќе ќе ти помине. Меѓутоа, тоа не значи дека јас сум несреќен во моментот. И ден денеска се што го работам со душа. Во ниеден момент не правам нешто поради тоа што мора да го направам. Има интервјуа кои што реално се прават заради интерес од јавност, меѓутоа пак се што правам го правам од срце. Така да патот е тежок од тие гледни точки, а како професија и како работа мене ден денеска не ми е тешко. И денеска е недела да снимаме, сакам да работам, сакам да снимаме и многу ми е кејф што поминале колку 7-8 години откако се бавам со ова, јас губам истиот жар, се осеќам како да сум на почеток и имам чувство дека имам уште многу што да дадам. Браво. После стакнување толку голема публика на социјалните мрежи, како се справуваш со негативни коментари?
Ја ги кажувам, си кажувам на сам себе дека наша работа има левели на толеранција. Првиот левел кога си млад е фрустрација, негативност, болка, што сум сгрешил, зошто ми го правите ова, зошто пишувате вака за мене, што сум ви направил, што сум ви земал. После втората фаза е кај што го прифаќаш тоа полека, ама сепак сакаш да докажеш дека не е така како што сте кажале. И третата, во која што се трудам да стигнам, тоа е се уште не сум таму, иако сега може да се лажеме. Третата е да им кажеш така е. Ваков си, така е. Значи, не е битно што ќе кажат. Тоа е најбитно во нашава професија. Битно е што ќе каже мајка ти, татко ти. Така е. Во мојот случај Марта, битно е што ќе каже сестра ми, што ќе каже Мандар, Ерко, тие што ми се најблиски, кумот од Струмица, ако ми каже чекај малце се сменил, дај да разговараме. А сега ако некој што не ме познава, што ме гледа на социјални мрежи и што си креира некакво мислење, Стефан ти си ваков, добро. Таков сум. Океј, мислам не треба да се трудиме да докажуваме нешто за кое што ние сме самите во себе сигурни. Не само во нашава работа, општо кога си успешен, кога работиш на себе, кога луѓето гледаат од страна дека си среќен, сакаат да зборат лошо. Да. Не знам зошто го имаме тој менталитет. Туѓиот неуспех не радува повеќе од сопствениот успех. Може би заради тоа што понекогаш е полесно да критикуваме и да сакаме нешто да не успее, отколку да се потрудиме за себе да станеме подобри луѓе, да подуспееме, па да можеме да бидеме во истите рамки. Биле кај мене и спортисти, и политичари, и актери, сите биле. Со сите истиот момент, со сите. И кога гледаш дека сите се соочуваат со тој момент, едноставно сваќаш дека тоа е нормално. Ти не можеш да се бориш. Да, ние сме креатори на мислење, ние ќе се трудиме, а секогаш ќе се трудам да зборувам вака јавно на темите дека човечката среќа потекнува од самиот себе. Сега му читав на Лионел Меси едно интервју, вика замисли да ја размислувам секоја моја одлука како ќе биде прифатена од јавноста. Јас ќе полудам. Да. Замисли како можеш ти еден Лионел Меси кога тоа го кажа, кој сме се јас и ти да зборуваме за такво нешто, Да. како можеме јас и ти да очекуваме дека сите ќе не сака. Нема како. Не е нормално. Да. Не е нормално. Ти кога си бил тинеџер, си Да. бил фудбалер, тренер, после тој шанкер. Браво. Си се спремил. Се спремив за интервјуто. Кажи ми, која професија најмногу ти има обликувана како личност? Фудбалот, мислам, мене после фудбалот се тоа беа епизоди кои што ги правев за да не се чувствувам како непродуктивен. Беше многу тежок период после повредата и подкажувањето од фудбалот и изгаснувањето на тој сон да се пронедам во било што. А јас кога играв фудбал по 3 пати на ден тренирав, значи ми беше исполнет животот, бев посветен, немаше за мене диско, немаше за мене девојки, дистракции кој што би се кажало. Искрено, стварно бев посветен многу до својата 17-та година. И малку и тоа ми направи проблем од аспект на тоа што го баталев малку образованието. Социјален живот нула, значи ништо. Другари ме викале 100 пати, не можам, петок вечер не можеш, сабота се бајли. Имаш утакмица. Ми се случи период да играм и за бетин на работнички, па прв тим влегов, па младинци, па ме зема репрезентација еден период до 18 години, па тренирав со 19 години. Трета година во првото 3 месече не се појавав, па морам вонредно да запишам средно. Не можев. И бев пред подпис во прв тим едноставно. Мајка ми беше таа која што цело време ми викаше синко мора школа така натаму, меѓутоа дојдовме до ситуација кај што реално детево се виде дека ќе го тера патот едноставно, дај да му дадеме ветер во грб за да може да успее. Меѓутоа ми се случи тоа што ми се случи и потоа се што правев ми беше баш како што кажав епизода. Значи фитнес тренер стана многу случајно. Мислам, тоа не е фитнес тренер, тоа беше во Капитол кај Бодан другар ми, голем поздрав. Заедно вежбавме и им требаше моментот некој што ќе биде 8 сати таму, кој што ќе дига тегови, кој што ќе помага на луѓе што вежбаат, ќе се прави малку паметен дека разбира, али конкретно како фитнес тренер не сум бил. Шанкерството е интересна приказна. Тоа е на лудо лето во кое што го поминав со двајца другари секојдневно и буквално дојдовме до ситуација немаш пари, сакаш да излагаш
Претходно фудбалот не сме излагале, сега сме имале прилика, па се случи момент да имаме слободно време. Аквапаркот тогаш се отвори и не зема сите у екипа ќе работиме на аквапаркот и за наша белја тоа лето многу врнеш. Цело време врнеш. Да. Ама, луда работа, собравме 10.000 денари под човек. И сам извини, шефеш, ако го гледаш ова, малце ме стави и да работам во еден кафичен ден, не се снајдов, ме вратија назад. И му отидовме на 31 јули у Охрид. Не се јавивме. Идиоти. Класични тоа, идиотска работа. И тоа до 5 август толку. До 5 август. Да. 5 август му се јавивме. Јаве болни ме што се вратиме. И не се вративме нормално, мислам, види, детски години не е добар пример ова, немојте да го правите. Меѓутоа, така се погоди таа ситуација, отидовме во Охрид, си победавме супер и тие 5-6 дена, 5 август се враќаме 6 и го правам видеото за Сергеј. И баш таа година, значи јас Шанкер имам работено да речеме 20 на дена, и после тоа Охрид веднаш се случи телевизија. И ја влегов во тој свет, онака едно дете кој што врска нема ни од камери, искрено не знаев што е форшпан, не знаев што е. Интересно е, влегувам во телевизија и ми даваат да читам. Јас ми даваат да читам пред камера за да се спремам, да вежбам. И ми даваат еден лист и сега на листот пиша Владо Јаневски има нова песна, не знам, промовира негов си хит. Кој е Владо Јаневски? Сварна брука е, не знаеш. Ми дадоа да пишувам вести на сајт во позадина и преку тоа ја многу се научив. Почнав да читам за сите па нешто, кој е овој, кој е тој, па што е Евровизија, па мислам што е, која година кој кај бил. Владо Јаневски се појавил таа година, па овој за 100 пати го кажав човекот, ама поздрав до него. Поздрав, да. Знам кој си денес. Така што мене таа година ми беше како му доаѓа, како еден мини факултет. И ми помогна многу, мислам, во секој случај, таа година ми е можеби темелот на се ова што го правам денеска. Океј, да не беше креатор на содржини, што би бил? Едно нешто, ајде. Одлучи се. Не знам, стварно не знам. Не знам, мене ова ми го спаси животот, искрено. Да? Тоа што па човек доаѓаш од ситуација, кажав неколку пати, јас ке сум бил фудбалер, значи не сум имал вештина за ништо друго. Јас веќе размислувам што би правил ако не го правам ова. Мене сега ме интересира маркетингот, ме интересира, како што кажав, бизнисот ме интересира, финансиите, економијата почна да ме интересира. Искрено сад не се фалам, меѓутоа супер ми оди во ова и сум во супер ситуација и некако почнав да ја развивам целата оваа работа и немам потреба да размислувам што би правил друго. Сега имам 4 вработени, имам фирма, значи расте нашата продукција, дај Боже имам големи амбиции да имаме собствен простор понатаму, да инвестирам во голема опрема, ме интересира продукцијата, можеби понатаму сакам да создадам маркетинг, видео продукција која што е надополнета со она што го правам. Здравје. Не можам сега тоа да го правам затоа што сум фокусиран на кариерата, ако го си фокусиран на кариерата, позадинските работи знаат да влијаат на кариерата, односно на тоа што го правиме напред пред камерите. Ти пред да си Стефан Лазаров. Вау. Мислам, ти сега си бил Стефан Лазаров, ама си бил Стефан од Новолисиче. Новолисиче, да. Добро, кажи ми. Кажи ми, кои ти биле најголеми несигурности, кои ти биле најголеми слабости, најголеми амбиции во тоа време како тинеџер? Најголеми несигурности ми беше тоа што имав клемпави уши. Од денешна гледна точка е смешно, ама голем комплекс ми било тоа што имам клемпави уши, се носев така подолга косичка. Ми беше срам да разговарам вака со девојчиња, кога разговарав со девојчиња, вртев малце главата. Сега не ми ги гледаш двете уши. Крив се шеташ и крив. Тоа ми било отприлика несигурност, а во принцип јас сум бил среќно дете,
од аспект на тоа што игра фудбал. И јас кога кажам игра фудбал, јас многу сакав да играм фудбал. И мене не ми било битно ништо. Не ми било битно какви патики носам, што имам облечено на себе, не ми било битно дали имам пари. Значи јас го фатив она. Не знам ти дали си го фатила, мислам дека не. Ја го фатив малскиот живот без телефони, со граница, не си го фатила. Никако. Јас го фатив тој момент да излезеш у 5 поручек од дома и до 3 са бајле да си надвор, испотен, кал, лом и мајка ти да е сигурна и да буквално ако си дома 11 да ме фати дали имаш температура, мрш надвор да ми каже. Значи, сум живеел малски живот. И единствено, ете, можеби ушите, кои што си ги средив на 18 години, мајка ми беше против таа операција. Јас, ако ме гледате мајки денес, средете им ги ушите на децата порано. Буквално, ја на 18 години, матурата која ми беше, и кажав на мајка ми, ова се моите први пари и нема да ми се мешаш во животот. И на сред операција, кој ми веруваш, пушти малку анестезијата и го осетив докторот со крк како ми направи. Не ме болеше. Ама толку бев среќен, искрено ти кажувам. И излагам ја од операцијата со завој и се гледам, немам клемпави уши. И после 2-3 дена, тоа треба да ги држиш 10 дена, те боли. Ништо не ме болеше. Си ги извадив со такви модри уши, одма почнав да се шетам. И искрено ти кажам, мене од тој момент, самодовербата во животот е најбитна. Можеби ништо не се сменило на моето лице или јас сум станал поубав или нешто. Јас за себе сум се станал и одеднаш јас сум почнал да се чувствувам посигурно. Тоа е најбитно. Значи не е битно дали реално нешто се случило, битно е за себе дали ти се случило. И јас после таа операција, после 2 месеци ја запознаа Марта. Значи имало нешто до операцијата. Така е, така е. А Марта 3 години пред тоа сум кажал, ова можам пак, и пишувам. Шо преш? Не, и пишувам, еј. Еј. Ало. Еј, шо преш? Ми враќа и Стефан пробал мангуп да биде, тоа имам 15 години тука, рачуне Марта има 12, ке се убием. Или ја 16, она 13. СП. СП, да. СП. Еј, СП. АСЛ. Алеле. Нема појако. И она тогаш ми враќа на порак и викам како сакаш да пиеме кафе и ми остана син, така нешто. Ау. И после 3-4 години јас си ги средувам ушите, одам на свадба кај Баточе Девер и она ми става лајкови 3-4. Еј. Јеве не берескот наши жен. Колку од Стефан е Марта? Ау, за крај. Да. Текот на годините Марта и Стефан стана едно. Поддршката незина ми значи највеќе, претпоставам дека и незе мојата поддршка и значи највеќе. Верувам дека да не ми е Марта ништо тоа немаше да биде вака како што е. Сметам дека за раст на еден маж е најбитна хармонијата во домот. Хармонијата во домот се создава преку односот со жената, утре ќе имам деца. Значи семејството е најбитно. Љубовта е најбитна, па тек потоа доаѓаат парите, успехот, славата, што и да е. Баш од таа причина што јас и Марта стварно многу се сакаме и се разбираме и се поддржуваме. Колку е Марта Стефан, па едно сме. Браво, баш убаво.